Куќата на семејството Петрови од Скопје е во Мирен и Тивок дел од населбата Киселавода. Такво е и 5-годишното девојче кој од пред 6 месеци живее со нив. Покрај своите 3 деца, Даниела се одлучила да згрижи уште едно. 2 од биолошките деца се веќе возрасни, додека третото, најмалата ќерка Дарија, има 8 години. Па иако на почетокот им било необично со уште еден член во семејството, девојчињата станале неразделни. Прво им беше чудно, не им се веруваше како може такво нешто, ма сега веќе ја прифатија и премногу ја сакаат. Имате поддршка? Да, од сопругот, тој стално е на пат, ама пак тука е ќерката, таа посебно живее. Не е никако проблем, јас се справувам добро со нив. Мотивацијата да згрижи дете, вели Даниела, ја имала одамна. Затоа што јас имав контакти со деца од дом во околината кај што живеев порано. Ги слушав нивните приказни колку беа тажни. Па си викав, зошто јас да не помогнам бакар на едно детенце. Двете девојчиња уживаат во заедничките игри. Ја делат собата, играчките, облеката. Ајде, одете. Да ви ја видат колку е растурена од играчки. Цел ден вадат, се дотеруваат, фрлаат. Додека Дарија е на училиште, помалото девојче оди во градинка. Дарија повеќе е за оди на балетна, сака да пее, да снима пред камера, да ја гледа, многу сака да биде. А додека другово дете, девојче што е кај мене, тоа многу сака топка, сака да вежба, по цел ден надвор ја носам кога е досадно, вежба, трча. Можам да кажам од сите деца тука во паркот е најбрза, никој не може да ја стигне. Но периодот на адаптација не бил лесен. Со многу љубов и посветеност, некои трауми успеале да ги надминат, раскажува Даниела. Сепак, помислата дека може да биде одземена и преместена на друго место, за малата е еден од најголемите стравови. Па тука си кај мене, никој не те зима. Никој, ти си моја ќерка веќе готово, не те давам јас. Со Дарија заедно ќе растете заедно све. Може ли? Нели така се договоривме? Ти сакаш јас да ти бидам мајка? Па ти јас ќе ти бидам. Може, нели? Да пукне, ајде. Тука ќе бидеш, не одиш никаде. Тука. Сакам цел ден. Цел ден и дека пораснеш. Многу предизвици има. Мислев дека се тие деца како и нашиве деца, нели? Може секако со нив, меѓутоа не било така. Има многу работа со нив. И ова дете кај мене што е беше истравматизирано доста. И се уште истраат некои моменти, ама полека веќе нема. Семејството на Даниела го посетивме со социјалните работници од Центарот за поддршка на згрижувачките семејства 11 октомври. Заради заштита на идентитетот, не го откриваат ниту името, ниту минатото на ова девојче. Тоа е само едно од околу 600 деца сместени во згрижувачки семејства во земјава. Според податоците од Министерството за труд и социјална политика во Македонија има 360 згрижувачки семејства. Во зависност од тоа дали станува збор за роднински релации, за деца со попреченост или деца жртви на насилство, згрижувањето може да биде општо, роднинско, специјализирано, повремено или интервентно. За овој хуман гест, згрижувачите добиваат помош од државата. За општо згрижувачко семејство таа изнесува од 18.000 денари за дете кога е згрижено едно до 12.000 денари месечно за секое дете кога се згрижени максимално дозволените 5 деца. Роднинските згрижувачки семејства добиваат од околу 12.000 денари за дете кога е згрижено едно до 6.000 денари месечно за секое дете кога се згрижени максимално дозволените 5 деца. Сместувањето во специјализирано згрижувачко семејство се плаќа од 21.000 денари за дете кога е згрижено едно до 19.000 денари за секое дете кога се згрижени максимално дозволените 2 деца. На ниво на целата држава постојат 3 центри за поддршка на згрижувачките семејства. Јавната установа Детски дом 11 октомври, СОС Детско село и јавната установа Дом за доенчиња и мали деца Битола. Центарот со кој раководи Ана Панчева опфаќа најголем регион и има најмногу корисници. Освен општите услови кои треба да ги исполнува, потенцијалниот згрижувач мора да помине обука, а се прави и проценка на личните предиспозиции и условите во домот. Дали тие се со завршено образование, кој е степенот на нивното образование, каков однос имаат кон воспитно-образовниот процес,
дали се школуваат или се школувани нивните биолошки деца. Во тој процес на нивна проценка многу ни е битни ни се информациите за тоа какви се нивните релации и односи во семејството помеѓу потесното семејство, какви односи и релации имаат со поширокото семејство, какви се брачните односи и релации, како ги надменуваат брачните предизвици, проблеми и така натаму, каков однос има кон нивните деца. И се тоа е еден сет на информации кои што го градат нашето мислење за тоа потенцијално семејство. Доколку се погледнат податоците за бројот на деца сместени во згрижувачки семејства, најмногу има во Скопје. Па од Министерството за труд и социјална политика побаравме статистика за бројот на деца на училишна возраст по општини. Не изненади податокот дека најмногу има во општини кои не важат за особено богати: Шуто, Оризари, Газибаба и Чаир. Ако во останатите 30 на општини за кои добивме податоци има од 10 до 15 деца на училишна возраст, во овие 3 општини бројката е за 4 до 5 пати поголема. Дали може би е присутен феноменот сиромашни семејства да згрижуваат деца поради парите од државата? Најголемиот процент на деца кои се згрижуваат во згрижувачки семејства се исто така деца кои потекнуваат од ромската националност, па можеби и оттука нели и бројот е тука некаде нели поголем од причина што најчесто во општината Шуто, Оризари нели и делумно во општина Чаир се семејства кои што се од ромската етничка заедница и кои можам да кажам дека се побројни од останатите и дека навистина мораме да го признаеме нивното значење во системот и да бидејќи тие ни се ресурс секогаш кога нели имаме потреба да згрижиме дете. Условите, стандардите за грижа, повторно ќе напоменам дека се задоволени од сите аспекти. На прашањето како службите се сигурни дека нема злоупотреби во згрижувачките семејства, Панчева вели дека спроведуваат ненајавени контроли, а реагираат и на дојави кога има индиции за негрижа. Понекогаш може да е тоа сигнал кој што ќе ни го даде училиштето каде детето учи, бидејќи не одиме ние само во семејствата, туку квалитетот на грижа го проверуваме и со комуникација и соработка со училиштата, предучилишните установи, па некогаш и матичните лекари, од каде што добиваме секако нели исто така информации за тоа каков е тој, каква е таа грижа. Во една ненајавена посета заедно со социјалните работници бевме и ние кај општо згрижувачко семејство во Тетово. Мајката е згрижувачка околу 2 години и во моментов кај неа се сместени 3 деца. Две од згрижените деца се на возраст од 11 и 13 години и се биолошки браќа. Тие во моментот на посетата беа на гости кај роднина, па во домот беше единствено девојчето кој неодамна наполнило 1 година. Прославата за роденденот беше една од темите на разговор со службите, а се распрашуваа и за здравствената состојба на детето. Вакцините ги прими? Да, сега кој ќе пре 18 години. 18 месец, извини. Таа уште и че да, и уште таа. Све во ред. И сакаме у градинга да запишем, ама нешто не можем. Прв ваков случај ме добивме информација дете од згрижувачко семејство, меѓутоа најверојатно каде да е би требало во текот на овој месец и тоа да го средиме. Мелинда има уште 2 своји биолошки деца кои веќе се тинејџери. Вели дека од нив и од сопругот има голема поддршка и дека таа била пресудна за да стане згрижувач. Преку телефон видов на YouTube една дејче. И таа имаше 20 нешто години, не знам, и кажал како проаѓало дом, сваќаш. И мене ми беше многу жал. Една другарка дошла и викав ја ваке, слушав како жал за нивни деца. Нема. Ние смо мајки, ама наши деца по добри ме сваќаш, а другите како нема никој. И како и после таа вика можеш и ти да земеш деца? И ја викав ајде да зему ја и ти. И кој ќе прем документот? Ама ќе видим. Ајде да према документот побрзо. И правевме документите, отидов на обука. Таа досега има искуство со згрижување на 4 деца. Првото девојче кое го чувала е веќе посвоено.
па разделбата од децата е една од најтешките теми. Та е најтешко. Да можеш да се можем да зборим со нега, само да знам малку. Но сваќаш и може ќе ми пројде. Многу тешко. И сега ми е тешко. Немате контакт од како ќе... Многу тешко. Стручните тимови од Центарот за поддршка им се достапни за помош на згрижувачите 24 часа, а по потреба доаѓаат и на посета. Задолжителните контроли ги прават на 4 месеци. Кога доаѓаме во домот, првично забележуваме условите дома, хигиената во домот, што ни остава впечаток, потоа со самиот разговор со згрижувачката си ги кажува сите детали околу децата, доколку одат на училиште, доколку не одат, доколку се во градинка, здравствената состојба на децата, одреден предизвик што се соочува доколку има. Тие се тие основни детали кои што се гледаат на увидот. Ова семејство е еден од најдобрите примери на згрижувачки семејства. Децата растат со родителска љубов и многу внимание, а тоа е и целта на згрижувањето, велат од Центарот. Сепак, во последните 2 години откако постои Центарот за поддршка, затворени се 8 згрижувачки семејства. Немале случај на малтретирање или насилство, но имале ситуации кога детето не напредувало и не го добивало потребното внимание, што било причина за одземање на згрижувачкото право. Не е згрижувањето само да обезбедиме постела, кров над глава, храна, нели и да оди во школа и да се врати, туку токму згрижувањето и згрижувачките семејства постојат да детето се чувствува во семејството како во своето биолошко семејство, да тоа дете по ништо не се разликува од другите деца во неговото одделение, да му е обезбедено буквално се.